Уште во 50-тите години од минатиот век, алпинизмот се јавува во Македонија, додека својот процот го доживува некаде на почетокот од 80-тите години. Но многумина не ги разграничуваат поимите алпинизам и планинарство. Што всушност представува алпинизмот и кои се неговите почетоци токму на ова поднебие? Точно е, значи во 50-тите години со појавата на првите искачувања на карпи во Македонија, да речеме дека може да се каже дека започнува алпинизмот, процесот го доживува во 80-тите со оние серија експедиции со цел искачување на високиот врв Еверест во тоа време. Разликата е суштинска, значи начинот на пристап кон планините е различен кај планинарите и алпинистите. Планинарите имаат за цел да ги искачуваат планините по пристапни пешачки патеки, значи онаму каде што со пешачење може да се стигне. За разлика од нив, алпинистите имаат за цел искачување на планините од нивните што потешки или најчесто викаме најтешки страни, вертикали, карпи, мразеви. Затоа и во алпинизмот не се смета за успех висината на која што се искачиле алпинистите, туку тежината на насоката која ја искачуваат. Од каде идејата да се формира алпинистичкиот клуб Патагонија и што е она што ве натера да се впуштите во овие така наречени алпинистички води? За да го формираме Патагонија, причината беше малку повеќе формална, затоа што претходно имавме еден спортско-алпинистичко планинарски клуб Магаро, кој што си функционираше најнормално, ги обединуваше и двата спорта, меѓутоа со измени во законот за спорт, мораше еден клуб, еден спорт. Одлучивме Магаро да продолжи со планинарство, додека Патагонија формиравме нов клуб Патагонија, за кој што е специализиран како алпинистички клуб. Инаку почетоците во Охрид на овој клуб кој што активен, би рекол и двата, бидејќи луѓето се горе-долу истите, и во Магаро и во Патагонија членуваат едни исти луѓе. Почетоците се негде во 2000-2001. Во моментот вршите упис на нови млади алпинисти. Дали оние заинтересирани млади, надежни таленти мора да исполнат некои услови и критериуми за да постанат дел од овие обуки кои што во моментов ги вршите како алпинистички клуб Патагонија? Тоа е што е најинтересно можда. И јас верувам и многу мои пријатели кои се алпинисти на почетокот сметале дека едноставно тоа е недостижна активност за нив и дека е невозможно и непотребно да се пробуваат. Меѓутоа, реалноста е сосема друга, дека буквално секој може да дојде и да биде успешен алпинист или да е доволно успешен алпинист за да ги задоволи своите внатрешни потреби од качување. Не сите ние качуваме или можеби од нас и никој не качува нешто што е екстремно во светски рамки, меѓутоа сите качуваме онолку колку што имаме потреба внатрешна за качување. Најважно е качувањето. Алпинизмот е пред се една дисциплина која го вежба начинот на живот повеќе од што физичките предиспозиции. Колку младите би имале бенефит од практикувањето на овој вид спорт, да го наречеме? Тоа е она што сакавме и денес малку повеќе, веројатно камерата регистрира, да ви презентираме. Алпинизмот покрај тоа што примарно е спортска активност, алпинистите најчесто како дефиниција даваат дека тоа е филозофија на живење или начин на живот кој што го практикуваат. Има и една друга страна која е многу интересна, а тоа е применливоста во секојдневието, односно во општеството. Многу професии се поврзани токму со одредени алпинистички техники. Пред малку камерата може да регистрират работа со дел од единицата од противпожарната територијална единица, со кој веќе неколку денови наназад работим интензивно на техники на ракување со јажиња, врзување на системи и она што во нивната работа може да им се јави како потребно. Од друга страна, службите за спасување на непристапни терени во урбана средина, од висококатници, на планина, во карпести предели, исто така се неопходен и важен дел во ова модерно современо живење, а сето тоа почива на суштината е во алпинистичките техники. Така да алпинизмот има многу поширока димензија на вредности кои ги обединува и буквално е активност која што е многу битна. Ке се надоврзам на вашиот одговор за екипата за спасување на планини и непристапни терени која функционира во рамките на Црвениот крст. Спомнавте претходно дека во неа членуваат околу 8 алпинисти и околу 20 планинари од Охридскиот регион. Колку е таа поддршка која добивате од институциите и дали воопшто постои, како понатака со целата таа екипа?
Во суштина, она што можете да го видите овде, и кога зборуваме за бројката колку алпинисти или припадници во единицата за спасување имаме, ние викаме дека сите членови на алпинистичкиот клуб Патагонија се воедно и членови на тимот за спасување при Црвен крст. Ова што го имаме овде како реквизит е заедничка заложба на клубот и Црвен крст. Нормално тука во неколку наврати ни помогнале и институциите, локалната самоуправа, спортско-рекреативниот центар Билјанин извори. Значи сите ние заедно имаме, овозможуваме минимум услови за да можеме да функционираме. Доколку едни со други не се поддржуваме, нема да има ниту служба за спасување, ниту ќе имаме ова вежбална овде што ја користиме како база за развивање на спортот, ниту пак ќе имаме толку активни спортисти. Ако ги немаме нив, нема да имаме ни спасување. Токму е тоа што сакав да кажам, применливоста на алпинизмот во останатите сегменти од живеењето. Вие не можете да натерате некој со сила да биде спасител во непристапни терени. А многу едноставно обучен алпинист многу лесно ќе заврши работа во било кој непристапен терен. Значи најпрво почнуваме од едукација на алпинисти кои почнуваат, се зачленуваат во клубот, се развиваат како самостојни алпинисти, дури потоа истите тие ги дообучуваме или ги само ги вежбаме оние техники за усогласено функционирање во случај на некаква интервенција во спасителна. Колку сте подготвени за овој зимски период како екипа за спасување на планини и непристапни терени, со оглед на тоа што во минатите години бевте доста активни на ова поле? Ово ми е најинтересно прашање. Веројатно сме спремни исто како сите други институции во обкружувањето. Значи подготвени максимално кога ќе падне снегот, тоа е тоа. Малу шала на страна, подготвени. Јас многу пати имам кажано, ние не сме професионална служба за спасување која има дежурство 24/7, меѓутоа доволно сме уиграни како екипа да можеме за кратко време да се екипираме и да излеземе на терен доколку не дај Боже е потребно. Со материјални ресурси морам да кажам дека кубуриме, особено во делот за спасување, затоа што таму барат специјализирани средства за спасување кои не се стандардни во алпинизмот. Така што од тој дел имаме, меѓутоа не е доволно. Сметам дека тука можат институциите посебно да посветат малку повеќе внимание. Најважно е што имаме обучени луѓе и што сме сигурни во она што го работиме. Знаеме кај ни е границата, колку сме способни, колку сме подготвени и одиме до таа граница. Понатаму веќе кога влегуваме во непресметан ризик, веќе знаеме дека тука ни е границата и застануваме. Така. Но одамна дел од вашите членови кои што се во алпинистичкиот клуб Патагонија беа дел од она алпинистичка Балканијада која што се одржа пред неколку месеци во Демиркапија. Исто така ваши членови биле доста активни на меѓународно поле. Една од тие емисии беше Малтатал во Австрија. Колку често вие и членовите на овој Охридски клуб учествуваат на такви масовни собори, било да се работи за домашни или меѓународни надпревари, туку настани, и колку е поддршката воопшто од Алпинистичката федерација на Македонија? Какви се релациите со неа? Јас морам да кажам прво дека сум член на управниот одбор на федерацијата како претседател на Алпинистички клуб Патагонија и морам да споменам јавноста да не мисли дека е не знам таа федерација, јас веројатно ги споредуваат со другите федерации. Алпинистичка федерација од моментот на своето формирање пред 3 или 4 години до ден денес нема добиено ниту еден денар од ниту една институција. Сето она што го гледаме како активност која што го организира Алпинистичката федерација е финансирано од самите спортисти. Исто така морам да потенцирам дека нашиот клуб во последниве 2 или 3 години е доста активен на сите случувања кои ги организират федерацијата како во Македонија, така и надвор од Македонија. За среќа имаме добро подготвени поединци во нашиот клуб кои што исполнуваат норми да можете да се приклучат на тие национални акции кои што се одржуваат неколку пати во Малтатал, на Доломити во Италија, во Бугарија, на Маљовица имаше, ако се сеќавам, пред 2 години. Така што во суштина, финансиски, буквално сите акции на алпинистите ги покриваат самите. Ретко се случува да имаме по некој спонзор кој ќе покрие дел од патните трошоци, дел од храната и така натаму. Во суштина работиме, што не значи дека немаме квалитетен спорт. Мора да потенцираме дека во особено последнава година дена, доста се активни сите, буквално сите членови
Имаме една нова група која почна од пред неколку месеци да работи. Веќе имаме повик за следна генерација на алпинисти кои што ќе обуката наскоро ќе започне за нив, така што сметам дека и јавноста веќе го прифаќа овој начин на живење, овој спорт како сосема нормална спортска активност и очекувам дека ќе расте бројот. Јас сум од оние луѓе кои што сметаат дека колку повеќе млади се приклучат кон спортските активности, толку помалку луѓе ќе имаме по кафеаните и кои што конзумираат алкохол и останати недозволени средства. Дали имате конкретни планови за воиднина и еве преку Охрид Њуз, дали сакате да испратите на порака до младите, до сите оние заинтересирани кои што сакаат да се приклучат на Алпинистички клуб Патагонија? Јас верувам дека нема млад човек кој сега ќе ги гледа овие кадри и нема да се возбуди или да посакат барем да проба дел од нашите активности. Меѓутоа најмногу апел би испратил до родителите на оние малолетни деца во границите некаде од 14 години па нагоре, да не ги обесхрабруваат и да не ги кочат во нивните намери да дојдат во еден да се приклучат кон нашиот клуб и да практикувате на ваква активност, бидејќи многу често на шала имам кажано, за мене екстремни спортови се оние кои се играат со топка. Кога и да сум заиграл рекреативно фудбал, кошарка, секогаш имам некој шинац глоб, а за среќа, фала му на Бога, досега сум немал некои сериозни повреди во алпинизмот. Значи ова активност е сосема нормална, сосема безбедно ја практикуваме и ја работиме, како и во секој друг спорт. Ризикот постои како и во секој друг спорт. Едноставно не би сакал, ево повторно ќе кажам, да ги охрабрам родителите да им дозволат на своите деца да се приклучат кон нашиот клуб и убеден сум дека ако продолжиме со ова ниво на активност кој што го имаме за неколку години, ќе имаме и навистина квалитетни алпинисти кои ќе може да постигнат и повисоки резултати од некој светски калибар. Благодарам. Колку години си член на Алпинистичкиот клуб Патагонија и колку често учествуваш на тие собири тука и надвор од Македонија? Вака, значи, за прв пат со алпинизам започнав да се бавам пред едно 8 години и сите овие основни искуства и знаења ги стекнав овде во Алпинистичкиот клуб Охрид, благодарение на Антонио Додески, кој како инструктор ни ги пренесуваше сите работи. Значи, тоа е периодот во кој јас активно се бавам се до денес и качуваме на различни локалитети низ државата според програмата и активностите на Алпинистичка федерација и нормално нашите клубски акции кои што ги имаме зацртано во нашата програма. Кои од сите тие акции на кои што си учествувал тука и во странство ти оставила најголем впечаток на кој што ќе се сеќаваш во кога ќе се најдете во друштво и така? Акцијата на Доломити би ја издвоил во Италија. На таа акција бевме 4 алпинисти, од кои 2 од Охрид, јас и Ангел Куртелов. Пред се искуството кое го стекнавме таму, качувајќи насоки должина околу 400 метри вертикала со различни тежини и нормално самиот приод и местата и тој фасцинантен поглед на Карпата и секако висината која дава и тежината е нешто што упоредливо со нашите локалитети овде во Македонија е различно и секако е далеку на едно повисоко ниво. Благодарам, Димитров.